Здраво, Драгана. Здраво, Славјан. Представата што ја одигра вечера, Горчливите солзи на Петра фон Кант, е прекрасна на повеќе ниво. Сценографијата, дизајн на костими, самиот текст. Но што од тебе како актерка највеќе ти се допадна? Пред да одговорам на тоа прашање, дали ќе може прво да изразам воодушевување од твојата посветеност на нашиот театар и на нашите представи. Навистина тоа е многу интересно и тоа што го правиш е и визуелно убаво и содржински, така да ти благодарам за тоа. А во однос на нашата вечерашна представа, што најмногу ми се допадна. Ќе издвојам мене што ми беше најмногу возбудливо од процесот, тоа можам да кажам дека е пред се текстот на Фасбиндер, кој што секој пат кога го читам, кога го препрочитувам и го преповторувам, повторно се воодушевувам колку е убаво напишан и колку е актуелен, колку е современ. Е навистина многу стар, од 70-тите. И многу ми беше мене интересно што имав и приликата да се нурнам во неговиот свет, го истражував многу, иако порано сум гледала негови филмови, сега повеќе се едноставно се фокусирав на неговото творештво и навистина тоа ми отвори едни многу убави димензии, многу ми значеше мене лично. А друго што многу ми се допадна во нашиот процес е соработката со моите колешки, која што беше прекрасна. Во представата има само женски ликови и работевме само жени. А представата ја режираше нашиот колега кој што е актер Ивица Димитриевиќ и мислам дека покрај тоа што имавме прекрасен процес, еден од најубавите во мојот живот, мислам дека имаме еден убав продукт. Дефинитивно. Кажи ми две чувства. Едно што опишува пред да настапиш на сцена и едно веднаш по аплаузот. Како се чувствуваш? Па, веројатно логично би било, например, чувството што го имам пред да излезам на сцена, да речеме од почетокот на мојата работа од пред веќе 20 на години да се разликува од тоа што е денеска, меѓутоа искрена ќе бидам и ќе кажам дека не се разликува многу, заради тоа што секогаш имам едно чувство како и покрај тоа нели што сме ја пробувале представата, што таа доживеала премиера, како влез во едно непознато, така се чувствувам секогаш како на почеток некој и имам трема која што е позитивна, се разбира. Меѓутоа што би сумирала од ова што го кажав сега дека е секој пат одново и одново една нова возбуда. А после аплаузот, би рекла дека без разлика, нели секогаш радува позитивната реакција на публиката, најбитно ми е внатрешното чувство, тоа колку јас сум задоволна како сум ја одиграла представата и секогаш си заминувам дома и си легнувам со тоа чувство и тоа некако ме води за понатака, за следната изведба, да анализирам од што не сум била задоволна, од што сум била задоволна и слично. Што следно се спрема како проект? Па многу сум радосна да кажам дека следно ќе работиме Иванов од Чехов и за прв пат ќе работам со мојата професорка Зоја Бозалковска. И тоа многу ме радува. Така да уште не сме ни почнале. Тоа е во најава, така да не можам веќе ништо да кажам за тоа, но ти ќе дојдеш, се разбира. Дефинитивно е да чека да го видам. Епа фала за сите батерфлај улоги и фала за ова прекрасно, кратко и јасно интервју. Благодарам. Чао!